Иницијативата за продолжување на породилното отсуство од 9 на 18 месеци по првото одбивање од Собранието на Република Македонија со образложение дека е неуредна, за втор пат беше доставена. Овој пат граѓанската иницијатива, откако ги исполни законските услови за поднесување со собрани 243 иницијални потписи, веќе е прифатена и преминува во законодавниот дом. На вчерашната седница за политички систем во Собранието се оцени како комплетно уредна, потоа беше разгледана и во Комисијата за законодавна комисија и кај неа беше оценета како уредна. Во овој момент чекаме изјава, писмена, дека се е во ред со иницијативата, дека можеме да продолжиме понатак. Следниот чекор, она што следи, се собирање на 10.000 потписи од страна на сите граѓани во Република Македонија кои ќе сметаат дека е добро да се продолжи периодот за породилно отсуство и тоа ќе го правиме во период кога ќе ни биде дозволено, односно кој ќе ни биде даден од страна на Државната изборна комисија. Снежана Кузмановска, како представник од граѓанската иницијатива, вели откако ќе добијат писмено овластување од Собранието, потребен им е нотар кој веќе е обезбеден за да овозможи овластување за следниот чекор, а тоа е собирање на 10.000 потписи. Во овој случај, ни беа потребни нотарски услуги во смисла да се дадат сите оние овластувања на мајките жени или без разлика кој ќе се нафати да ни помогне во цела Република Македонија да ги водат работите по општините со Државната изборна комисија и со нас да можеме да дојдеме некаде на пола пат. И најден е нотар, за голема среќа, најден е нотар кој се понуди да ни даде бесплатни услуги во смисла на тие овластувања кои што ќе треба да ги подпишеме ние кон нив. Иницијативата за продолжување на породилното отсуство најдена поддршка од страна на ВМРО ДПМНЕ, но не и на владината СДСМ и законодавно-правната комисија. Партијата, односно пратениците од ВМРО ДПМНЕ излегоа со разбирање и со туркање на иницијативата во Собранието, онака како што законски би можела таа да се поднесе од нивна страна, не како граѓанска иницијатива, туку во некои нивни форми, За жал, организацијата, здруженијата што присуствува на комисијата за еднакви можности, генерално има сите негативен став. Ова иницијатива се однесува на Законот за работни односи, на член 165 став 1, каде што е дефинирано време траењето на породилното отсуство. Тие бараат измена на овој став со цел продолжување на породилното отсуство од 9 на 18 месеци.